Постојат најразлични начини на кои се дефинираат односите во македонско-бугарската мелодрама. Но нема ништо поспецифично од нивното одредување како церемонија на венчавање, ама со краток здив, со меден месец кој не трае подолго од мандатот на избраниците, кои на првата пречка го раскинуваат бракот. Ова е на некој начин четврта свадба со иста невеста, со исти сватови, помеѓу Македонија и Бугарија. Точно е дека имаше неколку свадби, меѓутоа оваа свадба мислам дека е различна по значајното присуство на кумот, би рекол, а тоа е меѓународниот фактор. За вистината на волја. За волја на вистината, веројатно поради короната се кумувало онлайн, но една од разликите е што на манифестацијата после неколку учества можеше да се забележи отсуството на еден од старосватовите, кој покрај кумот е сведок, потписник на официјалниот документ. Од него се откажаа сите, па дури и оние кои велат дека им се приближува. Па јас би рекол дека тој се согласува со моите позиции, бидејќи би било можеби малце непретенциозно ако кажам дека многу пред него го зборував тоа. За жал тој кога требаше да биде гласен молчеше, а сега кога треба да молчи е многу гласен. За вистината на волја. За волја на вистината, во желбата да се дисквалификуваат луѓето, се разбира се мисли на кадрите кои доаѓаат од одредена територија. Веројатно не треба да се изумим, мора да се има предвид фактот дека дури и соговорникот, кому му е посветен пеналот, доаѓа баш од таму, од каде излегува сето зло во државата. Шефот на комисијата Драги Ѓорѓиев, кој што инаку случајно, нели, е од селото Муртино, од каде што доаѓа и поранешниот Не, тој е од Струмица. Добро, Струмица потеклото од Муртино и од Струмица, доволно е од Струмица, нели? За вистината на волја. За волја на вистината, светот не се занимава со Ново Коњарево, кој исто така е струмичко, туку со Донбас, Днепропетровск, со Киев. Секој прави проценка за развојот на настаните, па дури оние кои ретко погодуваат, ама бидејќи однапред си имаат фатено јасна страна, си настапуваат како навивачи. НАТО ќе биде ликвидиран, тоа да ти биде јасно. Ќе се распадне, Столтенберг ќе биде последен шеф. Америка ја не знам како, дали ќе се цепка на 20 држави или на две половини, што ќе прави до прва, после тоа ќе видиме. За вистината на волја. И на крајот, за волја на вистината и останатите љубители на Евроазија, чија политичка мантра сакаат да биде интерпретирана како суверенистичка, покрај идеализирањето на Путин, Лепен, Рон Пол и ним сличните, подготвени се да направат се за Македонија да добие свој вистински лидер, водач за иднината. Не, вика Гадафи бил диктатор. Па вие уништен резонот. Камо стрека да имаме таков диктатор. Вас ви е уништен резонот. Амблок да му даеме подршка за наите 200 години да не го. Вас ви е уништен комплетно здравиот резон. За вистината на волја. За волја на вистината, сепак е од исклучителна важност да се зачува здравиот разум.